Модерната технологија го уништува квалитетното време на семејството. Да размислиме за непотребно потрошеното време, користејќи ги IT уредите, бидејќи тие се вистински попречувач во комуникацијата и слушањето на потребите на децата. Треба ли да се ограничи употребата на мобилните телефони кај децата е темата која ќе анализираме во оваа приказна. Соорганизатори за чување паметни телефони, Сдруженијето Ајнштајн во 2019 година го започна спроведувањето на проектот за ограничена употреба на мобилните телефони и електронски уреди во текот на наставата. Проектот ги опфати сите 10 основни училишта на територијата на Карпош. За да можеме да спроведеме било какви активности од проектот, беше потребно да спроведеме анализа, односно да испитаме колку учениците за време на часот ги користат мобилните телефони и колку им пречат за време на наставата. И процентот беше некаде дека беа испитувани наставниците и беше изразено дека некаде 85% од наставниците кажаат дека мобилните телефони се користат за време на наставата за воннаставни активности. Значи дека и со самото тоа дека и мобилните телефони многу им пречат на децата за да може да ги следат оние наставни активности кои што се потребни. Учениците и наставниците на почетокот на секој час ги оставаат деталните уреди во наменски подготвените организатори, односно джебови, а по завршување на часот може повторно да ги земат. Проектот се одвиваше конкретно само во општина Карпош во 2019 година. По изготвувањето на анализата се организира неколку јавни трибини за да им се објасни и на родителите и на децата кои се штетните последици од прекумерното користење на телефоните, а при крајот на проектот беа изработени така наречени организатори за мобилните телефони, каде што учениците пред почетокот на часот може да ги стават во тој организатор своите мобилни телефони и да не ги користат. За ограничувањето на мобилните во текот на наставата биле организирани и повеќе консултативни средби со учениците, наставниците и родителите. Генерално позитивен фидбек имаше од родителите и од наставниците. Децата малку негодуваа на почеток, меѓутоа потоа го прифатија сето тоа. Значи и добрата работа од самиот проект беше што во тој момент и општината Карпош донесе одлука со која што се ограничи употребата на мобилните телефони за време на наставата. При анализата која што ја спроведовме по поставување на организаторите, видовме дека истите се користат и се почитува одлуката. Меѓутоа веднаш потоа настана пандемијата од COVID-19 и учениците повеќе не беа во училиште. Ова е само еден пример кој што треба да го следат и останатите општини, вели за крај Дамјан. Самата COVID пандемија мислам дека не натера сите нас многу повеќе да ги користиме мобилните телефони, а со тоа и да ги користат многу повеќе и учениците за активности кои што не се поврзани со наставната програма. Зависноста од интернет и социјални медиуми придонесува за предолго користење на дигиталните мрежи, што условува незадоволство, нереализираност, тага, анксиозност, па дури и изолираност. Поради социјалните медиуми, многу млади луѓе се соочени со пат на самодовербата и депресијата. Постојаното анализирање на апликации достапни дигитално и споредувањето со совршено филтрираната слика на други лица може да доведе до сомневање во себе и во своите квалитети. Модерната технологија го уништува квалитетното време на семејството. Подемот на социјалните медиуми придонесе луѓето да се поврзат едни со други повеќе од кое било друго време во историјата. Позитивните ефекти и придобивките од напредокот на технологијата се несомнено видливи, но да не ги игнорираме и негативностите. Па знаете како, кога им е телефонот при рака, тие се малце дефокусирани. Цело време, да не речам паметот им е таму во телефонот, како да дзирнат што се случило на Facebook, на Instagram, да истражуваат, а не за она што е наменет часот. Значи, колку и да се тие, да не сакат да го направат тоа, едноставно телефонот им го одвлекуваше вниманието. Знаете како, тоа е и со возрастните исто. Значи, некако и ние возрастните цело време кога не ни е при рака телефонот, чувствуваме дека нешто не недостасува. Значи, таа навика ние мораме да ја да ја надминеме, посебно некај учениците. Значи, нивната основна работа на училиште е да учат и да стекнуваат знаење, а не да се дефокусирани да гледаат нешто да отворат на интернет и нешто што не би служело во воспитно-образовниот процес.
тие имаат и позитивна и негативна страна. Меѓутоа, за време на училиште сметаме дека не би требало да се користат. Не е тоа ставено рез специјално, не може и крај. Некогаш ако има потреба да се искористат тие мобилни телефони, секако дека наставниците им дозволуваат. Експертите предупредуваат дека зголемената употреба на паметни телефони ги прави децата склонни кон сериозни психолошки проблеми, односно дека прекомерната употреба на мобилните телефони влијае врз нивната психа. Без оглед дали за време на часот се работи за совладување на некоја нова наставна единица, за систематизација на знаењата, за работа на вежби, објаснување на постапката како се решава одредена задача, кај која треба постапност во природните науки и слично, учениците неопходно е да бидат активно вклучени со активно насочување на своето внимание, значи не зборуваме за спонтано привлекување на вниманието, туку активно, намерно, тенденциозно се насочувам кон она што го зборува професорот и секако со една стабилна концентрација. За да можат едноставно да го следат предавањето на професорот, за да можат да се вклучуваат во работата во групите, за да можат да учествуваат во дебати, дискусии, да работат во парови, да реализираат презентации и слично. Било каква надворешна дразба, меѓу која и звонењето на мобилниот телефон, вибрацијата на мобилниот телефон, па дури и светкањето на екранот кога тој е на нечујно поставен и така ако го одвлекува, природно е, психолошки е, нормално е да го одвлекува вниманието на детето. Секој одвлекување на вниманието доведува до пат на концентрацијата, доведува до прекин на мислата, доведува до прекин на работата. Престојот со часови пред екраните и другите форми на технологија има многу лошо влијание врз менталното здравје на децата, што ги прави пасивни и предизвикува нарушувања и во други области. Важноста за оттргнување на учениците од електронските уреди е многу битна. Зошто? Затоа што ако се навратиме во времето кога ние бевме деца, немавме електронски уреди, социализацијата беше на многу повисоко ниво. Имавме многу поголем вокабулар, речник, пријателство и соживот. Сега никако не прават мобилните да сме повлечени, сами за себе, недоволна комуникација, односно ни го заменуваат другарот, пријателот кој што треба да биде до нас во комуникацијата реална. Неколку земји ја започнаа праксата со забрани за користење на паметни телефони во училиштата со оглед на потенцијалното влијание врз академските постигнувања на учениците. Франција, Гвинеја, Летонија, Мексико, Португалија, Шпанија, Швајцарија, Соединетите Американски држави, Канада, Шкотска, Бангладеш, Таџикистан и Узбекистан се меѓу земјите со различни форми на забрана за мобилни телефони во образовната средина. Доколку мобилните телефони би се дозволило да се користат за време на наставата, односно да им бидат достапни на учениците, создаваат проблем од повеќе аспекти. Најнапред, затоа што не се внимава на самите часови, се нарушува воспитно-образовниот процес, може истите да бидат злоупотребени, односно во минатото пред да се донесе овој куќен ред во училиштето, знае одредени ученици значи да ги снимаат своите другарчиња, да ги снимаат наставниците за време на предавањето и потоа тие исти снимки да бидат проширени по социјалните мрежи. Во Белгија, Шпанија и Англија забележано е подобрување на академските резултати, особено меѓу учениците со послаби резултати, после воведувањето на забраните за употреба на мобилни телефони во училиштата. Видете, ние тоа го започнавме од лани. Имавме многу средби, многу разговори. Не им беше право, искрени да бидеме, меѓутоа го прифатија како за нивно добро. И се уште има по некои мали негодувања, меѓутоа целосната слика е позитивна и можам да кажам дека децата си го фатија редот, влегоа во рутина. Се знае од сабајле дека треба да се соберат телефоните и дека не треба да се дружат, да се држат во раце за време на големи одмори и така натака. Значи, ја сватија потребата дека големиот одмор е за дружење, а не е за цело време седење на телефон и на тие нивни социјални мрежи, кои може да влијаат и негативно за нив. Споредувајќи од лани до сега, можам да ви кажам дека има многу позитивни ефекти. Значи, учениците се повеќе сконцентрирани на дружба на големите одмори, и на часовите се повеќе сконцентрирани. Мислам дека еве вака ако продолжи, јас навистина ќе бидам многу среќна бидејќи во моментот има многу позитивни ефекти. Разговарано и со наставници, многу ме интересираше како ќе реагираат учениците на ова
и најверојатно беа доволно подготвени, така да немаме некои недоразбирања со учениците. Прифаќаат, најголем дел прифаќаат. Сега секогаш може и случај да се појави, меѓутоа тоа е толку минимално што не вреди ни да се спомне. Мобилните телефони, таблетите и паметните часовници ќе бидат во голема мера забранети во училниците во Холандија од 1 јануари 2024 година, објави на 4 јули холандската влада. Исклучок ќе биде само во случај на неопходност, например за време на часовите за дигитални вештини, од медицински причини или за лицата со посебни потреби. Франција законски го забрани користењето на паметни телефони во основните училишта. Од август минатата година употребата на паметни телефони за време на наставата е строго забранета. Освен тоа, француските ученици не смеат да користат ниту приватни таблети, ниту други електронски уреди, дури не во училишниот двор. Албанија забрани употреба на мобилни телефони за време на настава во основните и средните училишта и за учениците и за наставниот кадар. Кинески научници според студијата на Journal of Adolescence проучувале 530 ученици на возраст од 10 па се до 18 години, за да видат дали биле жртви на родителско запоставување поради употреба на телефонот. Децата чии родители биле обседнати со телефонот покажале повеќе симптоми на депресија при пополнување на прашалникот отколку оние што добивале внимание. УНЕСКО наметна една препорака во која што вели дека треба да се избегнува користењето на мобилните телефони во училиштата. Некои земји веќе почнаа да практикуваат. Франција забрани користење на мобилни телефони, Португалија, Белгија почна со практикување, Албанија во нашето соседство исто почна со една таква пракса. Каков е ставот кај нас? Треба ли да се забранат мобилните телефони, односно употребата на мобилните и за учениците и за наставниот кадар? Па, она што се случува во светот, како што напоменавте, дали уште Франција, уште во 2018 пред пандемијата, собранието изгласа таков закон да се забранат употребата на телефоните, може да се провери и во Соединетите американски држави во нивната образовна статистика дека околу 77% од училиштата веќе ги забраниле телефоните, но моје мислење е она што е генерално присутно дека ставовите се поделени. Значи, колку се штетни, а што е она полезно што може да се искористи за во наставата. За жал, ние немаме некои фундаментални истражувања. Јас постојано напоменувам, ние ги користиме тугите истражувања, но мора да сме свесни дека нашата култура и секој новитет што доаѓа во нашата средина, тој се преадаптира на нашата културна традиција. Нашите млади се дружат како и сите млади во светот, но оној феномен што го спомнав, имам тинеџер дома, нашите млади излегуваат пред силбо, пред бројчилница, Рим излегуваат на плоштад, така што сакам да кажам и самото дружење на младите е сепак со одредени разлики во сите делови на светот. За жал, ние немаме наши истражување. Не верувам дека многу се разликуваат од овие истражувања во развиените земји и под влијание на англосаксонската литература генерално ги користиме нивните истражувања. Сепак, сметам дека први треба да направиме едно сериозно истражување и да се започне со барање излез, да се најде, мислам дека некоја средина. Значи, секојаш меѓу двете крајности сметам дека средината е најдобро, што е дел од нашата традиција. Значи, да се видат што е полезно, што е негативно и да се направи еден модул како нашите, да кажем, училишта постапуваат и како да ги користат и целата дигитална технологија, не само мобилни телефони, туку и самите екрани кои ги обкружуваат децата во наставата. Проблем е што после пандемијата тоа користење се засели. За многу краток период рече целој виртуелен и дигитален свет се преточи во нивните телефони. Интернетот стана достапен и ефтин, но самиот начин на живот и родителството и сето на што следи понатаму ги смени не само навиките на децата, туку и навиките за учење. Сега многу е деликатно
колку само телефоните влијаат нели на сите тие проблеми кои се случуваат нели младите, а колку останатите фактори. Случаите проблеми со користењето на социјалните медиуми, особено мобилните телефони, мислам дека се оние три сегменти. Сайбербулинг, гледате, дури и терминот доаѓа од англискиот, иако малтретирање во училиште имало во наше време, кога немаше и мобилни телефони. Само сега се пренесе една нова сфера, како и сега најголем дел од криминалот и сите девијации се достапни на мобилни телефони. Проблемот е што многу тешко се следи, таму имаат децата имаат морени информации, порано, например, компјутерите имаат она родителска контрола, некоја опција, а веќе со мобилните телефони и таа опција не избегнува. Но клучните проблеми се, особено за младите во развојот, сметам дека она што сите се согласуваат важи за млади и за стари, дека сонот е основа за менталното здравје и за здравјето на човекот, потоа физичкиот развој, да не заборавиме. Значи, предолго користење на мобилни телефони и социјалните медиуми ги спречуваат децата во оние други физички активности кои се неопходни за нивниот развој. Мобилните телефони го немаат оној момент како, например, медиумите на телевизијата имаат одредено време која содржина треба да биде достапна за која возраст. Како тој момент етички да го уредиме и на некој начин како да направиме дистинкција помеѓу употреба и злоупотреба, бидејќи неограниченото користење на се е на некој начин и злоупотреба. Ние во минатото, се сеќавам, имавме еден систем кој што беше поделен и така се преведува зборот education во нашиот јазик, образование и воспитание. Некако тоа ни остана само образование, а воспитанието го трнавме. Значи, ако се направи еден систем во училиштата, ако се децата од млади родителите на оние часови или можеби да се воведат и посебни програми, па и на оние родителски средби, им се објаснат сите позитивни и негативни страни на користењето на мобилни телефони, верувам дека ќе се развие свеста и кај младите и кај возрастните, особено кај родителите, за да на некој начин се постави некоја норма. Јас сум против воопшто се исклучат мобилни телефони, бидејќи тие се дел, децата не ги измислиле мобилни телефони, тие се дел од нивниот социјален секојдневен живот, но да се ограничи употребата. Секако дека голем се согласувам дека може местото не им е во училницата. Има истражувања некаде околу, не наши, пак ќе повторам, некаде околу 78% од младите во еден час, еднаш барем во еден час го проверуваат телефонот. Оно што се жалат и јас како наставник што забележувам, тие и за време на наставата ги користат телефоните, што значи дека тој губи концентрација, тоа е главниот проблем. Колку еве како родители сите ние имаме вина, бидејќи често пати децата учат и преку примерот, а најдобриот пример е родителот. Тука сте во право, бидејќи родителот е модел, нели, на кој што оној прв модел кој што секое дете, нели, е пример и со кој почнува да го подражава од најмалите години. И за жал голем дел родителите не водат грижа. Ние не можеме да му забраниме на детето користење на мобилен телефон, кога ние самите го користиме целодневно. Но улогата на родителот е да ги покаже позитивните аспекти на таа алатка. Имавме една ваква дебата пред еден месец и токму дискутиравме за оваа улога за нашето време. Ние на Филозофскиот факултет почнавме еден проект, за жал пандемијата малку не запре и сега отворивме како постдипломски студии за младински работници и сакавме да ги споредиме, нели, начинот во образовниот систем во изменатата држава и нашиот, и што би било, бидејќи секогаш има новитети технолошки, ние секогаш ќе се соочуваме со слични предизвици, но што се случуваше во тој систем? Правевме баланс. Сега воспитниот нашиот образовен систем нема понуда за тие деца. Да кажеме, немаме извиднички, немаме младински центри. Во старо време имавме, нели, аероклубови, народна техника, извиднички домови, потоа јас како дете сеќам планинарење, да не забравиме и спорт и сите тие активности.
А дури понудата беше преголема и некако секој според афинитетот се определуваше за некоја активност. И сега зборуваме кога ние би ги имале овие мобилни алатки, би не било многу полесно. Јас бев во планинарското друштво, сега например не мора да носите компас, имате апликација, имате GPS, имате географија, имате и позитивни примери за да кажеме видови растенија, биологија, така што ако се најде една мера, токму оваа алатка може да биде во голема полза не само за развојот на децата, не само за образованието, туку генерално за целиот систем, а особено за младите кои што некако ги забораваме последно време. Јас постојано протестирав за оние екскурзии што сите сме родители се одвиваат во основните и средните училишта, кои што немаат образовен карактер. Нели? Постои закон за организирање екскурзии, но тоа се прерипува со договорот на родителот, демек сам инсистира детето да оди, и одат, немаат водич, немаат цел во образовната, или пак децата млади ги носат во некоја околина во Скопје, каде што тие повторно со нивните мобилни телефони не прават ништо. Сакам да кажам дека ако се направи еден баланс меѓу овие позитивни и негативни, може би, но како дел од воспитниот систем, во која голема улога ќе играат и родителите, би можело тие негативни страни кои што веќе цел свет ги предочува да најдат да се намалат, а да дојде повеќе позитивната примена на мобилни телефони. И тука јас например во наше време ние не можевме брзо да дојдеме до некоја мала информација. Сега ако имаме се кажат оние големи речници. Сега има тој непознат збор, тој може брзо го провери. А потоа има дигитални речници, има правописни речници. Децата се дружат преку мобилните, преку дигиталните уреди, играат игри, но тоа е еден различен формат на социализирање. Колку во таа насока можеби и на родителите им треба едукација како да се постапува во тие ситуации со цел да се развијат тие вештини? Мислам дека е нужна едукацијата и во последно време бидејќи сите како родители се обидуваме да најдеме некој модус, некоја средина, особено за нашите деца и ние во образованието, соочувајќи со проблемите со новите генерации студенти и ученици, мислам дека треба да се направи што за која возраст и што дето може да користи од таа, да кажам, технологија. Препорачливо е до некои 10, 11, 12 години да не се одзема телефонот на детето. Правени се многу истражувања, но дури во универзитетот во Стенфорд, но не може да се најде корелација употребата на телефонот на која возраст, какова негативно или позитивно влие на менталното здравје на децата и на сето она што представува негативна страна. Но не треба ќе се вратиме на баланс. Значи тој може да користи групи, пораки, да се го задржи тој социјален момент, но не да користи апликации како Twitter, како Instagram, како TikTok, затоа што додека родители се на работа многу е тешко се контролира што тоа дете и до какви информации ќе дојде. И многу од тие апликации бараат при регистрирањето на профилот дека корисникот има 18 години, но никој не контролира дали детето има 18 или е полнолетен или неполнолетен. И со ограничување на користење на посложените социјални медиуми може да се дојде до еден баланс во оние, како што кажавме, негативни и позитивни страни. Живот со медиумите е всушност животот на децата на новото време. Многобројните извештаи на УНИЦЕФ, УНЕСКО укажуваат на еден вклучен аларм во сите земји и во развиените, особено во помалку развиените земји, каде што свесноста за тој развој е малку на пониско ниво, укажуваше на потребата од тоа да направиме еден скрининг, еден мониторинг врз она што всушност се случува во дигиталниот свет на најмалите, односно на децата во првите училишни години. Всушност, тоа го вклучи и нашиот интерес околу тоа
како да креираме еден материјал кој всушност ќе биде поддршка на родителите, кои што всушност имаат и најголемата одговорност околу детектирањето на основните проблеми на она што се случува во светот на децата, кој што е всушност свет зад екранот. Токму на тие основи се создаде идејата да се формира овој прирачник за родители, се разбира на иницијација и со поддршка на ИРЕКС, УСАИД, Институтот за комуникацијски студии, Македонскиот институт за медиуми, сите се вклучени во една глобална кампања да на некој начин ја интегрираме писменоста за медиумите во секојдневниот живот, особено во секојдневната комуникација со децата. Водечот всушност опфаќа неколку главни точки или неколку главни теми. Најнапред едно повеќе, да речеме, практично и теоретско објаснување преку илустративни примери што всушност представува дигиталниот свет на генерацијата Алфа, а од друга страна всушност нуди и начини и пристапи со кои родителите ќе можат да ги надминат предизвиците со кои што се соочуваат секојдневно. Од друга страна, во вториот дел од прирачникот се укажува, се разбери на последиците од интензивното или прекумерното користење на медиумите од страна на децата и начини како всушност родителот може да креира еден менаџмент во таа комуникација со детето, да обезбеди здраво и безбедно движење на детето низ дигиталниот простор. Родителот има една единствена одговорност да обезбеди или да инвестира во комуникацијата со своето дете. Тоа значи забраните од типот дека целосно ќе го изолирате детето од контакт и комуникација на интернет повеќе носи штета отколку што може да донесе некаква придобивка. Тоа значи дека кога разборуваме и со родителите на теми околу тоа како да се пристапи во ова ново време со новите генерации, клучната инвестиција е во комуникацијата со детето, стекнато и базирано на доверба, но она што најмногу треба да го имаат предвид родителите и она што всушност овој прирачник го на некој начин препорачува е всушност родителот да биде личен пример во сето она што очекува да го види како свое собствено огледало во постапките и во однесувањето на своето дете. Медиумски писмен родител значи да се умее да се живее со медиумите. Тоа значи дека овој прирачник не се однесува на родителите само во однос на улогата на родител, туку генерално како граѓанин кој треба да биде првенствено дигитално писмен и да ги разбере прво медиумите, а особено начинот на функционирање на социјалните мрежи. Таа инфраструктура, тие заднински елементи кои што всушност го креираат однесувањето на децата, првенствено треба да биде една теориска подготовка за секој родител. Родителот е тој кој треба да го обезбеди дигиталното детство на своето дете, кој треба првенствено да биде безбедно и она што е најважно, да биде заштитено во однос на приватноста на детето. Како влијаат медиумите, се разбира, влијаат и психолошки, и социјално, и особено по однос на нивното физичко здравје. Да не бидеме сватени погрешно, медиумите се апсолутна придобивка и најмалите дечиња се учат да живеат со медиумите користејќи ги тие ресурси. Меѓутоа, она што е многу важно е токму таа регулација на тоа колку време, колкав период од денот детето комуницира на медиумите. Социјализацијата може да биде позитивна, меѓутоа таа комуникација на интернет која што е скриена и заднинска и се случува на социјални мрежи во различни групи крие многу предизвици. Ризиците најмногу психолошки, губење на самодоверба, притисок од врсниците кој што може да биде и да се случува на социјалните мрежи, а најчесто е невидлив. Може да биде исто така по однос на физичкото здравје, во однос на држењето на телото, во однос на видот, во однос на разни длабински физиолошки процеси кои што му се случуваат на детето, особено кога е интензивно вклучен во комуникација со медиумите, особено во видеоигрите, во секојдневната комуникација. Само пред некој ден стигна едно истражување кое што го правеше една фондација Common Sense која работи токму на оваа тема. Во тоа истражување се вели дека едно дете во период од 8-та до 12-та година во просек прима повеќе од 270 нотификации или известувања на својот мобилен телефон и дека токму тоа го прави современото дете
бомбардирано од информации, дефокусирано, не може да чита долги текстови токму заради тоа што интензивно е под влијание на известувања, информации и содржини кои што доаѓаат од неговиот мобилен телефон. Франција законски го забрани користењето на паметни телефони во основните училишта. И други земји почнаа да го следат овој пример. Паметните телефони треба да бидат забранети во училиштата за полесно справување со нарушувањата во училницата, да се подобри учењето и да се помогне да се заштитат децата од сајбер малтретирање, е препораката од извештајот на Обединетите нации. УНЕСКО, Агенцијата за образование, наука и култура на Обединетите нации, располагаат со докази дека прекомерната употреба на мобилни телефони е поврзана со намалени образовни перформанси и дека високите нивоа на користење на уредите имаат негативен ефект врз емоционалната стабилност на децата. Според нив, повикот за забрана на паметни телефони ќе испрати јасна порака дека дигиталната технологија како целина, вклучително и вештачката интелигенција, секогаш треба да биде подложна на човечко центрирана визија за образование и никогаш да не ја заменува интеракцијата лице в лице со наставниците. Во Македонија, Министерството за образование и наука препорача директорите на сите училишта да направат протокол за начинот на користење на мобилните телефони на учениците и наставниците за време на часовите во просториите на училиштата. Општинското основно училиште Лазо Ангеловски има протокол за некористење на мобилните телефони за време на часовите, кој што е пропишан во куќниот ред на самото училиште. Самиот протокол всушност опфаќа еден опис за тоа дека всушност учениците за време на часовите дека не треба да ги користат телефоните и дека секое користење на телефоните без дозвола од страна на наставникот, доколку не се користи во време и цел на наставата, ќе бидат одземени по договор со родителот. За овој протокол пред да го донесе училиштето и да го стави во својот куќен ред беше дискутирано на советот на родители. Учениците, како и наставниците и јас како директор сме навистина загрижени за прекомерното користење на мобилните телефони во секојдневниот живот на учениците, меѓутоа од друга страна пак сваќаме дека се потреба за безбедност да видиме докаде се учениците кога доаѓаат или одат од училиште, но навистина се го прифатија како една позитивна работа која што ќе допринесе за подобро восприемање на воспитно-образовниот процес. Па видите, ние уште од лани веќе видовме потреба од спроведување на протокол за користење на мобилните телефони. Ги вклучивме сите институции во училиштето, од училишен одбор, совет на родители, училишен парламент и се договоривме да направиме еден протокол кој ќе биде најдобар за сите нас, од деца, родители и наставници. Ние континуирано имаме средби на ниво на директорите од општина Центар, на ниво поинтерно во училиштето, на ниво на училишните парламенти, потоа можем да кажам дека тука е вклучен училишниот одбор, советот на родители, се разговараше и се увиди потреба од тоа да се тргнат телефоните за време на наставата. Неколку училишта во нашата земја започнаа со праксата за настава без мобилни телефони. Па бидејќи мобилните телефони се дел од секојдневието не само на децата, за жал, туку и на секој еден од нас и во поголемиот дел не го контролираат начинот на живење. На почеток беше навистина тешко, меѓутоа кога ќе се разбере навистина целта дека е тоа за нивно добро пред се, да бидат фокусирани на наставата, а на не она што им го одвлекува вниманието од мобилните телефони во дадениот момент, полека овој наш протокол, односно забрана за некористење на мобилните телефони, се прифати од страна на учениците. Според правилата, мобилните уреди треба да се остават во шкаф или во посебни џебови подготвени за таа намена. Како една од точките во куќниот ред на училиштето е токму забраната за некористење на мобилни телефони за време на часовите. Со куќниот ред всушност се регулира редот, начинот на работа во училиштето, дисциплината, односот меѓу учениците, односот меѓу наставниците, како и организацијата на целата воспитно-образовна работа.
Согласно Законот за средно образование и согласно статутот на училиштето, учениците имаат одредени права кои во текот на наставата и кои во текот на другите облици на воспитно-образовна работа си ги реализираат, но истовремено имаат и одредени обврски кои е неопходно да ги почитуваат и до кои треба да се придржуваат. Една од тие обврски е пред почетокот на секој час ученикот да си го стави својот мобилен телефон во посебни платна во кои има джепчиња кои се наменети баш за оваа намена, односно да бидат поставени мобилните телефони. На секое джепче се евидентирани броевите од 1 до 34. Тоа е всушност редниот број на секој ученик во дневникот на паралелка. На тој начин секој дете си знае, секој ученик, точно во кое бројче да си го смести својот мобилен апарат, за да на крајот на часот немаме гужви, да не доаѓа до момент на замена на телефоните, да се земе телефон на некој друг ученик и слично. Со тоа заштедуваме и доволно време на крајот на часот, за да не се прави одредена гужва пред самите джипчиња и пред самото платно. За време на часовите се применува оваа практика, но секако откако ќе зазвони училишното звоно и за време на одморите, малите одмори и големиот одмор, мобилните телефони се враќаат во употреба и учениците можат да си ги користат. Некаде крајот на 2017, почеток на 2018, нашето училиште организираше еден семинар во соседна Србија, во Белград, во гимназија во Белград. Видовме дека функционираат на овој начин. Таму имаше поставено вакви джепчиња. Од тој момент добивме идеја да ја спроведеме во пракса и кај нас. Од тогаш до денес успешно функционираме и навистина сме задоволни. На почетокот од денот, училишниот ден, да председателот на одделенската заедница ги собира сите телефони и ги ставаме во шкафче. Значи тоа се случува во сите училници. Потоа, кога ќе заврши денот, училишниот ден, тогаш се собираат телефоните и се враќаат повторно на учениците. Доколку за часот е потребен телефонот, значи потребно е нешто да се истражува, меѓутоа не се во можностите деца да имаат во моментот лаптоп или таблет, бидејќи ние во нашето училиште конкретно имаме обезбедено информатички, имаме компјутери обезбедено смарт табли, меѓутоа 100%, но не можам да кажам дека се случува. Така да, имавме конкретно потреба. До сега, октомври сме, до сега имало само еднаш потреба, беше најавено на тој час да се користат телефоните, се земаат телефоните од шкафчето кај што им стојат и се вратија назад, така да не беше проблем. Годинава на 23 април, Младинскиот образовен форум и ИРЕКС го промовираа водичот за медиумска писменост за родители и старатели за деца од 5 до 10 години, дигиталниот свет на генерација Алфа, кој е дел од проектот за медиумска писменост Младите размислуваат на USAID. Водичот содржи совети за родителите и старателите како полесно да се најдат во новото време на технолошка и дигитална експанзија. Децата од најмала возраст се во контакт со дигиталните уреди, а со тоа и одговорноста на возрастните е поголема. Учениците кај нас поминуваат релативно голем дел од денот во училишните клупи. Станува збор за една новина, која што треба да ја прилагодат. Воведувањето на секоја новина си бара одреден период на адаптација. Меѓутоа морам да истакнам дека наидовме на еден навистина сериозен пристап од страна на учениците и на едно навистина добро расположение. Како училиште се обидувавме да го избегнуваме моделот на негативно подкрепување во смисол доколку не се почитува куќниот ред и ако не се стави телефонот во местото предвидено за тоа, ќе бидат изречени педагошки мерки да одиме по принципот на казни. Сосема спротивно применувавме позитивен модел на подкрепување, односно започнавме со моделот на позитивна идентификација. Професорот, предметниот наставник, класниот раководител служи како позитивен пример, односно тој прв си го става својот мобилен телефон во местото предвидено за тоа и по неговиот пример се огледуваат сите останати ученици во класот. Понатаму работевме со учениците за да им објасниме дека за добро да го совладаат градивото за време на часот треба да ги остават мобилните телефони во џепчињата и внимававме да не предизвикаме контраефект во смисол детето, ученикот не едвај да чека да звони звончето за да дојде до телефонот, туку навистина да ужива во часот и да биде продуктивен за време на самиот час. Формирањето на свеста кај младата личност зависи од опкружувањето во кое расте, а медиумите не може да ја заменат директната интеракција со родителите и старателите. Ние треба да направиме сите еден голем рестарт. Од родители, наставници, сите. Бидејќи, видете, за да го смира детето, многу често им се дава телефон. Меѓутоа,
навистина тоа може да се дава телефон или лаптоп, меѓутоа да се знае колку време се користи тој лаптоп и кои веб страни се користат. Значи имаме многу, колку што имаме позитивни ефекти од модерно време, толку имаме и негативни ефекти. Затоа треба многу да се внимава колку се користат телефоните или други апарати, да речеме. Навистина би сакала да истекнам дека имавме одлична соработка на почетоците со родителите, а првенствено одлуката во училиштето за да се применуваат овие џепчиња помина на сите училишни тела во кои се застапени родителите, беа запознаени од советот, одборот на родители, на родителски средби исто така беа информирани и особено би сакала да потенцирам дека не само што немаме негативни коментари, имаме многу позитивно расположение, многу голема соработка, сите засегнати страни едноставно разбираат дека се работи за добра настава, добра реализација и на крајот на криштата за добро совладување на материјалот од страна на дечињата. Посебно важно е што овој проект своевремено беше спроведен токму со поддршка од страна на родителка која што имаше детенце која што учеше во оваа гимназија, сега таа е веќе матурирана и тие џепчиња продолжуваат да ги користат следните генерации. Родителите треба да разговараат со своите деца за безбедноста на интернет и можните опасности. Покрај тоа, убаво би било да се ограничи пристапот на децата до технологија. Например, само кога тие ќе ги завршат своите обврски да можат да користат мобилен телефон. Поставувањето граници за децата од секогаш било важен дел од родителството, особено сега во дигиталното време. Изложеноста на несоодветни и неконтролирани содржини влијае децата да го изгубат вредносниот компас и да почнат да се однесуваат несоодветно, поттикнати од некакви предизвици на социјалните мрежи. Германскиот сојузен институт за процена на ризици ги предупреди германците да не учествуваат во онлайн предизвици со јадење екстра лута храна. Лутата храна може да биде посебно штетна за децата, па дури и животозагрозувачка. Како посебно загрижувачки беше посочен предизвикот со јадење лут чипс. Постојат практични алатки и бесплатни извори кои родителите и старателите може да ги користат за следење и надзор. Во делот на поставки на вашиот телефон може да ја побарате опцијата за родителска контрола или дигитален баланс. Оваа опција ви овозможува да имате увид во сите апликации кои вашите деца ги следат. Она што е многу важно е времето поминато во следење. Апликацијата Семеен линк ви овозможува да имате контрола на времето, но и да ја следите безбедноста на вашето дете. Софтверите за блокирање ви помагаат да имате контрола до пристапот на посети на вашето дете. Децата најдобро учат од примери. Да ги научиме нашите деца за одговорна и здрава употреба на технологијата. Да укажеме на важноста за балансираното време пред екранот. Ова се препораките со кои ќе заокружиме оваа приказна. Довидување!